Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе биде првото од предавањата по имунологија. И ова ќе биде еден голем, долг серијал на видеа, бидејќи имунологијата е голема и комплексна наука. И затоа сметам дека треба да имате некакви предзнаења пред да го слушате овој серијал на предавање, познавање од молекуларна биологија, биохемија, генетика, бидејќи има делови од нив кои се спомнуваат во имунологијата или се потребни за да се разбере имунологијата, али јас немам време да ги објаснам, така може да ги се спомнуваат некои термини кои ја нема да имам време да ги објаснам, едноставно ќе треба да знаете што значи тој термин. Некогаш ќе ги објаснувам некои, така, значи нема сите да ги оставам непознати, по нешто ќе објаснувам, но сепак поубаво е да се имаат претходни познавања. Сега, како ќе започнеме овој серијал на предавање? Првите неколку видеа всушност ќе бидат еден вид краток преглед на целата имунологија. Значи ние ќе разгледаме целата имунологија, па понатаму, како што идеме со предавањата, ќе се задржиме на секој сегмент од имунологијата, само многу подетално. И ова е многу добро, бидејќи имунологијата е релативно предизвикувачки процес да се научи, бидејќи се работи за предмет кој, да речеме, учиш, и тоа ќе обележава како со линија, ама не ти е се јасно каде се припаѓа, така? Дури ќе ти стане се јасно каде се припаѓа кога ќе го завршиш целиот предмет, така? Значи кога ќе ја повториш целата книга, ќе сватиш дека крајот се врзал со почетокот. Ќе сватиш каде е се во склопот на имунологијата, односно како се работи. Бидејќи е релативно, значи како што го бележав, како еден круг, не е некое линеарно вака, така што има почеток и има крај. Него е релативно како круг, така што нема баш убава точка каде да се започне. Едноставно кога се ќе завршиш, ќе сватиш како била целата структура на имунологијата. И затоа ние ќе разгледаме целата имунологија, само ќе ја разгледаме на релативно едно општо ниво, значи ќе направиме како помал круг, и понатаму ќе се задржуваме на различни сегменти од имунологијата, така, и ќе ги прошируваме знаењата за тие дадени сегменти. И на крај, од ова помало кругче на знаење, ќе стигнеме до едно си поголемо кругче на знаење. Добро, сега, предавањата главно ќе идат по Куби имунологија, 6-то издание и 7-то издание на книгата. Тој странски учебник да го има преводот на македонски постои, освен за воведот. Значи воведот нема да иде по Куби имунологија, него со Куби имунологија ќе почнеме од некаде од третото поглавје па натаму. Значи првите две поглавја ја ќе сумирам од друга литература. Бидејќи ако идам по Куби ќе трае воведот многу долго, иако и вака ќе трае некаде 4-5 видеа воведот, односно целиот преглед на имунологијата, сепак ќе биде пократко него ако би одел по Куби. И да започнем. Која е функцијата на имунолошкиот систем? Значи функцијата на имунолошкиот систем е всушност да го заштити телото, каде што телото ќе обележиме како едно акво човече. Ќе ставиме како мало тело, ќе му направиме раце и нозе. Значи функцијата му е да заштити телото од моќта на инфекциите, односно од различни видови на натрапници. Че имаме различни видови на натрапници. Односно тие се различни патогени организми. Значи различни патогени организми кои може да бидат во различен опсег на димензии. Така, значи можеме да имаме големи патогени организми какви што се например некои си паразитски црви, така кои може да живеат во различни телесни празнини. Помеѓу овие во крајности, значи може да бидат бактерии, може да имаме кои се многу мали, така значи можеме да имаме бактерии, пред некоја си бактерија вака на Escherichia coli, ставиме вака, може да биде различни габи, под габи спаѓаат мувли, квасци, значи ќе направиме некој пупечки квасец, различни протозои, така значи некакви си едноклеточни организми, некакви си протозои и вируси. Така и вируси ќе заборев. Значи вирусите ќе, иако вака всушност се бележи бактериофаг, бактериски вирус, ќе обележиме како сликичка за вируси. Значи постојат различни видови на патогени организми кои се натрапници за нашето тело, кои релативно преживуваат со тоа што им напаѓаат одредени живи организми. Сега, онди за да преживеат, нормално треба да се влезат во некој жив организам, дали тоа ќе бидеме ние или некој си животно или пак има доста кои инфицираат растенија, они за да преживеат мора да влезат. Сега, ние не ќеме да влезат, така што ние имаме одбрана против нив.
Така имаме одбрана против нив. Ама они за да преживеат мораат да се справат со таа одбрана, така? И они имаат некаков си напад, ќе речеме. Сега ова е симплифицирано, но главниот концепт е дека они секогаш пробуваат да најдат нови начини како да те инфицираат, а затоа ти мора да најдеш нови начини како да се одбраниш. И оваа постојна битка на барање на нови начини на одбрана и барање на нови начини на напад, односно да извршат инфекција, довело до тоа да имуниот систем е многу комплексен. Значи, постојано се развивало нови видови на одбрана и нови видови на одбрана, и тоа се довело да имуниот систем е многу комплексен. И сега ќе ги разгледаме начините на одбрана. Сега, првиот степен на одбрана, всушност не е некоја си одбрана, мислам, е одбрана, ама не е нешто што би го класифицирал на прв поглед како одбрана, е всушност физичката бариера. Едноставно подобро е да се спречи, него да се лечи, така. Значи подобро е само да се изолираш добро, така што да не може да изврши инфекција, него да треба да се бориш против таа инфекција. Значи првиот степен на одбрана е всушност физички бариери. Така што се оневозможува навлегување на различни патогени организми. И вакви се, односно кожата, така, и различни мукозни мембрани, кои ги имаме на респираторниот тракт, така е, знам, со виолетова боја, че респираторен тракт, гастроинтестинален, и на репродуктивните органи. Сега, физичката бариера е многу добра одбрана, односно да не навлезе микроорганизм, сам како бил патоген организам. Сега, што се случува ако ми навлего? Значи, ако се пробие низ оваа физичка бариера, значи започнува вториот одговор, односно сега е веќе имунолошки одговор. Значи, физичката бариера ја ставаме како еден вид од нашата одбрана од патогени микроорганизми, мислам патогени организми, додека од кога ќе се пробијат низ физичките бариери, започнува имунолошкиот одговор, каде што имаме два вида на имунолошки одговор. Сега, првиот ќе обележиме, значи како под А, и првиот одговара брзо на неспецифичен начин. Така, значи брзо, али неспецифично. Додека вториот одговара споро, али специфично. И ова всушност ги нарекуваме, значи брзиот го нарекуваме вроден имун систем, додека спориот и специфичниот го нарекуваме стекнат. Или пак адаптивен имун систем. Сега први ќе се задржиме кратко на вродениот имунолошки систем. Значи идеме под А, имавме вроден имунолошки систем, кој се состои од два вида. Односно има клеточна компонента, така има клеточна компонента и има хуморална. Односно таа е вид хемиска компонента, која се наоѓа всушност во течностите на организмот. Ева ќе бележиме сега, ќе бележиме како X и Y. X и Y. Сега, од клеточната компонента, најважна клеточна компонента представува фагоцитот. Значи, најважна клеточна компонента е фагоцит. Значи, има и други клеточни компоненти, но ќе ги разгледуваме понатаму, сега само општо идеме. И фагоцитите се клетки кои голтаат, значи буквално ги внесуваат во себе патогените клетки и клеточни остатоци. Значи овие голтаат
Значи голтаат патогени клетки, овие фагоци. Сега, постојат два главни типа на фагоцити. Значи, фагоцитите може да се поделат на два главни типа. Едните се наречени макрофаги, додека другите се наречени неутрофили. Макрофагните клетки, тие се стационирани внатре во ткивата и патролираат постојано. Значи тие се долговечни, значи долго живеат. Значи овие макрофагите, да речеме вака линија тука, се стационарни во ткивата и се долговечни. Значи они седат внатре во различни ткива и стои една дадена си локација, како некој војник кој треба да му кажеш, ти само тука седиш и браниш. И после седиш таму постојано. Сега, ако дојде некаква си бактерија, значи имаме некаква си бактерија, како одговара овој макрофаг? Значи макрофагот, значи да речеме, доаѓа некоја си бактерија, направиме вака, напаѓа некоја бактерија, макрофагот ја проголтува, односно ја фагоцитира. Тоа е процес на фагоцитоза. Ево, ќе направиме. Ја и затоа е фагоцит. И тоа како би изгледало, значи ако го направиме како макрофагот да биде оваа дека клетка, значи ова да речеме дека е макрофагот, бактеријата едноставно, да речеме дека ова топчето е бактеријата, фагоцитот постојано вака некако ќе направи како пипци околу нејзе, за тек на време овие пипци ќе се спојат од другата страна и на крај бактеријата ќе заврши внатре во макрофагот. Сега, кога бактеријата е внатре во макрофагот, таа се сместува во еден компартман наречен фагозом. Така, значи има одредена мембрана, односно тоа е затворено, како една везикула која се нарекува фагозом, која што ја фузира со други везикули наречени лизозоми. Така, значи овие се фузираат со нејзе. Овие се лизозоми. И овдека има фузија. Да го бележиме тоа со бела боја. Внатре во овие лизозоми, значи внатре во нив има, ќе направиме со сина боја. Внатре во нив има ензими, така што кога тие ензими има и други супстанци, значи има некои водородни пероксиди, може да има, тоа е пероксизоми, но окей. Значи има различни ензими и сега ако ќе се изврши фузија на овој лизозом со фагозомот, тие ензими ќе се истурат врз бактеријата и едноставно ќе ја разградат. Така, значи ќе ја уништат. Значи овие лизозоми се фузираат со фагозомот. Сега да речеме дека овој макрофаг додека си се шета, така, како што си оди, забележал ваква бактерија. Така забележал ваква бактерија и почнува овој процес на фагоцитоза. Бактериофагот, макрофагот почнува, значи овдека ќе го направиме како макрофагот, почнува да секретира цитокини. Така, значи почнува да ги секретира надвор од него цитокини. И ова се случува дури почнува процесот на фагоцитоза. Така, значи овој горе процес иде заедно со овој доле процес. И почнува да ги ослободува овие цитокини. Каде што овие цитокини имаат различни функции. Значи овие цитокини привлекуваат неутрофили да дојдат на таа си локација. Значи макрофагот прави цитокини, цитокините ги привлекуваат неутрофилите да дојдат таму. Друга функција на цитокините е да зголемат пермеабилноста на васкуларниот ендотел. Значи, ќе забележиме со стрелка наголе, големена пермеабилност на васкуларен ендотел, основа на крвните садови, и дури и зголемена продукција
на неутрофили во коскената срцина. Освен што ги привлекува, исто е изголемува нивната продукција. Сега, овие неутрофили ја следат патеката од цитокини оставена од макрофагите. Значи имавме кај макрофагите кои ќе забележат нешто, почнуваат да ослободуваат цитокини. Па овие неутрофили ги следат цитокините преку процес на хемотаксија. Значи или хемотакса. Сега, овие неутрофили се подобри, попрофесионални во убивање, значи професионални ќе запишеме, во убивање на различни патогени организми наспрема макрофагите, и они се вслужуваат како вид појачување на одбраната. Значи кога има макрофаги кои забележат нешто, макрофагите ги викаат неутрофилите и неутрофилите им помагаат, нели преку овој процес на хемотаксија доаѓаат таму и почнуваат и тие да убиваат. Сега, разликата кај неутрофилите со макрофагите е што неутрофилите се кратковечни. Нели рековме дека макрофагите се долговечни и се стационарни во ткивото, додека неутрофилите не се стационарни, се предвижуваат зависно од патеките на цитокини и не траат многу долго, значи тие се кратковечни. И тоа е така со цел да се избегне деструкција на здравото ткиво. Значи зашто неутрофилите ќе почнат да уништуваат и дел од здравото ткиво и затоа не сме многу долго да се задржат тука и затоа не живеат многу. Добро, ако има инфекција и постојано се секретираат цитокини од страна на макрофагите, нормално ќе се задржат подолго, бидејќи потребни се. Добро, значи тоа е клеточниот дел од вродениот имун систем. Сега, од што се состои хуморалниот, односно хемискиот дел од вродениот имунолошки систем? Всушност тој се состои од еден вид комплемент, значи од 20 различни видови протеини. Значи 20 протеини. Кои што тие 20 протеини се активираат од различни патеки, зависи каков одговор треба да се даде. И они ги уништуваат патогените организми со тоа што формираат, значи овие 20 протеини ги уништуваат патогените микроорганизми, патогените организми преку формирање на мембрански напаѓачки комплекс. Мембрански јачки комплекс. Или МАЦ се бележи. Membrane Attacking Complex. Значи или ги уништуваат патогените организми преку праѓање на овој мембрански напаѓачки комплекс, или пак ги опсонизираат. Односно тоа е еден вид, да се каже дека ги подготвуваат за уништување од страна на другите делови на имуниот систем. Значи кога ги спремаат на некој си начин, добро, сега си подготвен, сега ќе ти уништи некој друг. Комбинацијата на овие протеини кои се всушност хуморалниот дел од вродениот имунолошки одговор и клеточниот дел може да одговорат на најголем дел од патогените организми кои може да го инфицираат телото. Но сепак не се доволни. Така, значи има некои патогени организми кои може да се кријат на водрени ткива каде што не може да ги најде овој имун систем. Или пак секој пат кога ќе бидеме инфицирани од истиот патоген, целиот процес треба да започнува од ново, што не е ефективен начин. И затоа постои стекнатиот, односно спор и специфичен имун систем, или исто така наречен адаптивен. Така, значи сега тука ќе обележиме на страна адаптивниот под Б. Кој што овој стекнатиот, односно адаптираниот, се појавува заедно кога се појавиле од прилика арбетниците и има повеќе рецептори, значи с голем број на рецептори за различни патогени молекули. Така, значи има голем број на рецептори за патогени молекули. Значи некои молекули кои се ослободени од патогени организми. Тој голем број на рецептори за патогени молекули се формира по пат на генска рекомбинација. Значи овие се формираат поради
Може да се за генска рекомбинација. Значи генска рекомбинација. И овие рецептори за патогени молекули се експресираат на површината на лимфоцити, специализирани лимфоцити, познати како Т и Б клетки. Значи познати како Т и Б клетки. И сега ќе ги бележам вака на страна. Прво ќе идеме за Т и вака за Б, ако спомне нешто повеќе за нив. Сега, Т клетките можат да препознаат кога има некој патоген кој инфицирал и е внатре во клетката. Значи препознаваат интрацелуларни инфекции. Значи препознаваат интрацелуларни инфекции. Сега, начинот на кој Т клетките препознаваат интрацелуларни инфекции, мислам како знаат која клетка која е инфицирана, е на принципот што секоја нормална клетка која се наоѓа во организмот, бележаме вака со оваа боја, значи секоја клетка, внатре у секоја клетка има различни протеини. Така има различни протеини кои се внатре клетката и клетката ги експресира делови од тие протеини на површината на својата мембрана. Значи, ќе ги бележам со светло зелено. Значи, протеините ги експресира на површината од својата мембрана. Така, и сега да речеме дека има некој патоген организам кој ќе обележиме со, не знам, нека биде со бела боја. Ова е патогениот организам. Тој исто прави своји протеини кои ќе ги бележиме со бела боја. И тие протеини исто ќе бидат експресирани на површината на клетката. И сега, те клетката всушност има молекули кои ги врзуваат овие пептиди, кои се експресирани на површината на мембраната. И тие молекули се познати како хистокомпатибилен комплекс. Значи, те клетката си има своји молекули кои што ги препознаваат, значи овие се молекули на те клетката, ги препознаваат протеините кои се експресирани. И овие молекули кои се наоѓаат на те клетките, кои ги препознаваат пептидите на нашите клетки, се нарекува Major Histocompatibility Complex. Или, значи Major Histocompatibility Complex, или на македонски, тоа би било главен хистокомпатибилен комплекс. Или исто така може да се наречат и постојат и други кои се Human Leukocyte Antigens или HLA. Значи човекови леукоцитни антигени. Значи овие се наоѓаат на површината на Т клетките. Значи Т клетка ќе ја бележам вака со светла боја. Ова е една Т клетка која ги има овие молекули HLA или МХЦ со кои препознава протеини на другите клетки. А Б клетките, значи Б клетките кои ќе ги направиме вака, видимо се наволе. Че имаме Б клетки и Б клетките имаат вакви рецептори, молекули кои се наоѓаат на нивната површина. Но поентата е Б клетките може да ги ослободат овие рецептори од нив. Така, ќе бележиме вака, нека биде со бела боја. Значи може да ги ослободат овие рецептори од нив во крвта или пак во другите, нели, телесни течности. Значи ќе речеме, добро, ги ослободуваат, само ќе бележиме со бела боја. Значи може да биде дали ги ослободат во крвта или другите телесни течности. И овие слободни рецептори, че овие сега се слободни рецептори, се познати како антитела или имуноглобулини. Значи ова е исто што и антитела или имуноглобулини.
каде што имуноглобулините всушност заборав да запишам, ги бележиме како ИГ. Сега, и во стекнатиот имун систем постојат цитокини, дали се слободат од клетките, ги имаме како хуморален одговор, и имаат прилично слична улога, значи постојат многу видови на цитокини, нема ние сега да ги разгледуваме, ќе ги разгледаме понатаму, се бележат со IL-10, IL-12, така натаму и така натаму, значи постојат различни видови цитокини и главното е ја зголемуваат шансата за преживување на различни клетки, делба помош им помагаат, исто така зголемуваат продукција на различни површински молекули како овој МХЦ на те клетките и така натаму и така натаму. Значи ова беше еден општ преглед за имуниот систем. Во наредниот видео повторно ќе видиме во општиот дел, само што ќе идеме малце подетално, например за вродениот, па ќе збориме за вродениот, па ќе збориме за стекнатиот и на крај ќе збориме за ткивата и органите кои го градат имуниот систем. Значи ова беше некој општ преглед. И добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео каде што подетално ќе започнеме да збориме за вродениот имун систем. Довидување.